На телефонска линија треба да имам доктор Александра Димова. Доктор Димова, добро утро. Благодарам што говорите за утрински брифинг. Од почетокот на оваа пандемија сите надежи се положени во науката, иако на почетокот секој разговор почнуваше со тоа овој вирус е непознат. Сега фокусот на разговорот е преместен на тоа која вакцина е позната и секако какви се ефектите. Каков е вашиот став за она што се случува последно на европско тло? Неколку држави стопира вакцинацијата. Вчера имаше, еве како што кажа колегата Александар, малку нејасна изјава од страна, несигурна, барем од страна на Европската агенција за лекови. Каков е вашиот став за оваа вакцина? Што се случува со овие нуспојави кои што се појавија кај здрави луѓе, а не се случај со другите вакцини, со другите производители? Да, така е. Значи, јас секојдневно ги следам новите апдејти, бидејќи често се состанува Европската агенција и на малтене на дневна база прави ревизија на случаите кај што се појавуваат несакани ефекти од вакцината, и нивниот став сепак се уште дека бенефитот од вакцината, односно нејзината ефикасност во спречување на заразата со COVID-19 ги надминува несаканите ефекти. Статистички гледано, отприлика ми се чини последната некоја статистика од пред некој ден, не ме држете за збор, беше дека на 17 милиони вакцинирани само 40 случаи се со несакани ефекти. Меѓутоа, луѓето не ги љубат статистиките, бидејќи тој што ќе се падне во таа статистика, се едно за него е процентот стотка. Оние несакани појави што се појавуваат се врзани пред се со појавата на тромбоемболија, со појава на исто така и тромбоцитопенија, значи намалување на бројот на тромботити во крвта и крварења, и со појава на тромбови пред се во стомачните артерии и во централните венски синуси во мозокот. Така што тоа се навистина сериозни моменти, и она што статистички исто така е утврдено, дека се јавува оваа компликација претежно кај женската популација, и тоа кај жени на возраст под 55 години. Така што можеби тоа треба да се има во предвид и понатака да се истражува во тој смисол, за да се види дали можеби треба на некоја друга целна група оваа вакцина да се дава, каде што можеби нема да се случуваат компликациите. Се ова ново, се ова се уште во развој, и верувам дека вакцината, доколку навистина не е безбедна, или комплетно ќе се повлече, или пак ќе се модифицира на некој начин за да не се случуваат вакви нус ефекти. Сега, за жал, науката секогаш малку излегува од научната рамка, па преминува во политика или во бизнис. Сличен е случајот и со вакцините. Во таа насока и поделеност во Европската Унија за вакцините, иако на почетокот беа комплетно резервирани за кинеската и за руската вакцина, еве сега слушаме дека дел од државите планираат да ја воведат, па дел дури да ја произведуваат. Во текот на вчерашниот ден ја слушнавме изјавата на австрискиот канцелар Себастијан Курц, кој рече дека на своите граѓани сака да им ги обезбеди сите вакцини, а во меѓувреме почнува и воведувањето на оној ковакс или ковид пасош. Па во таа насока има ли политика во Европска Унија? Има ли политика во Европското регулаторно тело при носењето на ваквите изјави, или сепак се работи за овој прв или инстант обид да се смири паниката или негативната реакција која се створи во јавноста на европско тло за вакцината на AstraZeneca? Политика секогаш имало, и политика и фармација секогаш се измешани, меѓутоа да се работи за светска пандемија, и мислам дека ова што се случува е глобално, е веќе навистина страшно, и дека ги надминува
ги надминува моментите на политика. Ете и за вакциналниот пасош, за ковакс пасошот, прво кинеската и руската вакцина воопшто не беа спомнати како некои што би влегле во истиот, односно нема да може да се патува низ Европа со тие две вакцини, но сега веројатно и тоа ќе се ревидира и барем јас сакам да верувам дека идејата е сите можни вакцини кои што се со докажана ефикасност моментално на пазарот ќе се направи обид да бидат достапни секаде, да се помасно вакцинира што поголем процент од населението. И нашата држава ќе набави и кинески и руски. Во соседна Србија граѓаните веќе бираат со која вакцина сакаат да се вакцинираат, но сепак она што сега е во фокусот е безбедноста на сите овие вакцини. Сметате ли дека треба, бидејќи споменавте претходно, објаснивте што се може да предизвика и какво сте ова згручување во крвта што може да го предизвика оваа вакцина, ќе бидат ли потребни некакви претходни испитувања пред примање на вакцината, ако веќе знаеме дека постои вакцина која може кај одредена група да направи или да предизвика нус појави? Треба ли да се испитаме пред да се вакцинираме, е прашањето? Во најмала рака она што треба да се направи пред вакцинирањето со било која вакцина се IgM, IgG антитела, односно да се види дали во моментот има некој актуелно случување во смисол со ковид инфекција или пак ако веќе организмот завршил со борбата со таа инфекција, дали колкав број на антитела заштитни се створени, како би се увидело дали воопшто во тој момент некој е погоден за вакцинација. По однос на можните компликации кои што се врзуваат со AstraZeneca вакцината, секако одредена група на граѓани кои што имаат веќе некакво докажано заболување на крвта, со проблеми со згрчување на крвта и така натака, секако не би биле кандидати за таа вакцина, меѓутоа тука се наметнува проблемот што од овие пријавени случаи до сега на несакани ефекти, повеќето биле сосема здрави луѓе, без претходни заболувања и млади луѓе, така што не знам колку е возможно баш се да се испита и провери и предвиди. Она што е како препорака општо и пред примање на било која друга вакцина е секако во тој момент да биде состојбата на организмот на највисоко ниво, општиот имунитет да е добар, никако не се прима вакцина доколку во моментот било каква здравствена состојба, па макар и некоја лесна е актуелна. И за окружување на овој разговор, оно што исто така предизвика сомнеш кај граѓаните, пријавувањето на заразени по вакцинација. Што се случува? Зошто има толку голем број на луѓе кои се заразиле и по вакцинирање? Затоа што кај различни луѓе, различен временски период е потребен да се создаде доволен број на антитела после примањето на вакцината. Нешто што исто така, значи индивидуално е, кај некого побрзо ќе се постигне висока количина на антитела во краток временски период, кај некого тоа оди поспоро, постепено, кај некого дури нема ни да се создаде доволна количина на антитела воопшто. Значи за сите вакцини општо важи дека ниедна вакцина 100% не заштитува од заразување со болеста против која се вакцинира, меѓутоа би требало да обезбеди многу полесна клиничка слика и полесни симптоми доколку болеста се добие. Доктор Александра Димова, ви благодарам што утринава одвоивте време да се вклучите во утрински брифинг, да поразговараме за оваа тема која и понатаму ќе остане во фокусот, барем додека не заврши ова пандемиско лудило. Благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас.